Валентина Нестор е кандидатот за пратеник од редовите на Македонската алијанса за европска интеграција, која има големи шанси да стане првиот македонец во албанскиот парламент на изборите закажани за 23 јуни. Нестор, професорка на Тиранскиот универзитет на Факултетот за странски јазици, е кандидирана во округот Корча, каде Македонската партија коалицира со Демократската партија на премиерот Сали Бериша. Според очекувањата за пратенички мандат на Нестор ќе бидат потребни околу 3500 гласови, односно многу помалку отколку при самостоен настап на партијата на парламентарните избори. Македонска алијанса за европска интеграција има историска шанса пред албанскиот парламент да внеси нови парламентарни избори македонец за пратеник кој ќе се декларира за македонец и кој што досега со својата работа и дејност ја промовирал македонската кауза во Албанија. Доколку Нестор стане пратеничка, таа ќе биде само вториот деклариран етнички македонец кој станал пратеник во соседните држави на Македонија, по успехот на Миле Спировски од Демократската партија на македонците во Србија, која на парламентарните избори настапи во коалиција со Српската напредна странка на председателот Томислав Николиќ. Но ова не е вистинската слика за учеството на етничките македонци во законодавната или извршната власт во соседството. И досега во албанскиот парламент имало македонци кои од страф или од привилегии одбивале јавно да истакнат својата етничка припадност. Ние имаме во изменацијот во овој состав, соседски состав на парламентот имаме 4 пратеници кои што потекло се од горе, од Голо брдо македонци. Но тие македонци со својата работа, со својата дејност ништо не покажале дека биле македонци, туку напротив, дури били поголеми албанци од самите албанци, некои дури се залагали за голема Албанија. Меѓу таквите, според информациите на Сител и актуелниот министер за образование и подпредседател на албанската влада Микерем Тафај, кој потекнува од Голо брдо. Извори од нашинците од Албанија за Сител велат дека неговата мајка не знае ниту збор албански, а тој наместо да се залага за правата на македонското малцинство, напротив прави штети, па дури и предничал во сузбивањето на курсевите по македонски јазик што се организирале во земјата. Слична, но во исто време и полоша е состојбата со политичарите македонци во Грција. Виножито во повеќе последователни изборни циклуси не може да се избори за пратеник македонец, што не значи дека и во грчкиот парламент ги нема. Неодамна медиумите објавија дел од политичарите македонци по потекло, кои одбиваат јавно да ја искажат својата етничка припадност од истите причини како и во Албанија. Меѓу нив најеклатантен беше примерот со политичкиот ветеран Филипос Пецалникос, грчки пратеник повеќе од 30 години и силен агитатор за грчкиот карактер на македонците. Пецалникос, роден во селото Мавро во Костурско, потекнува од фамилијата Печалников, на која грците по ист терк со останатите македонски имиња и смениле по некоја буква и станала Пецалникос. Не помалку интересен е и заменикот на поранешната грчка шефица на дипломатијата Дора Бакојани Стелиос Папатемилис, кој потекнува од македонска фамилија од Солунско. Во Бугарија примерите се уште подрастични и таму се уште трае битката за политичко организирање на етничките македонци, а со тоа и представување на својата заедница во институциите на државата.